Производителите на лебното зрно, но и поголемите приватни пекарници сметаат дека нема потреба од покачување на цената на лебот од септември. Житопроизводителите се револтирани, бидејќи ним пченицата им била откупена за бедни 9 до 10 денари. Но иако и тие работат со поголеми загуби, сепак сметаат дека сега не е момент за поскапување на лебот, најмногу заради очајно слабата куповна моќ на граѓаните. И ние земјоделците леб купуваме, јако произведуваме пченица и мислиме дека лебо во овој момент не треба никако да се крива цената, дури треба да се намали, зашто ако лани беше 18-19 денари килограм пшеница, а годинава е 9, значи цената е за пола намалена. Исто и брашното за пола цена намалено, зашто да се крива лебо, не гледам никаква причина. На ист ваков став се и некои од поголемите приватни производители на леб. Сега нема потреба од поскапување на лебот, велат тие, бидејќи веруваат дека и со сегашните цени можат колку толку рентабилно да работат сите. Од разговори со колеги гледам дека има интерес кај помаливе компании, постојано има интерес за повисоки цени, ама не мислам дека тоа е најдобар потек сега во моментов и најпотребно нешто. А не гледам никаква огромна загуба со некоја си минимална корекција на цените од новата жетва на житото. Прашното е со некој си денар поскапо, не очекувам дека ќе од 20 денари, прашното 22 пример, дека ќе појде на 30 денари. Граѓаните пак во паника пред новата ценовна неизвестност. Велат изгорска пијата со актуелните мизерни плати и пензии и сега е неиздржлива, особено по неодамнешното поскапување на млекото и млечните производи. Стравуваат дека сега ќе мораат да кратат дури и на лебот. Многу убаво што леба ако соскапи, свршихме работа. Сега скапено, тешко. Јас нема да верувате, пензијата моја е 7.000. 107.000 што се живе. Чарчијат нека излеза, луѓе овие што се големци што ќе не големци што ќе пратат за цениве, ќе вида што е. Па уште нарочно на лебо, ај лубеница нема да јаде, ама за леб, без леб не може да живее луѓето. Другите млечни производи поскапено, сирење поскапено. И што да поскапи уште? Не е издржливо, меѓутоа, еве пензионериве гледаме секој ден се буна и нема никаков ефект. Слушаме министерката што кажува, како ќе му одговара на тие што се на власт, така кажува. Што не е вистина. Многу тешко. Пензиите се многу мали, а скапијава си расти нагоре. Никој не води сметка за сиромаштинава. Многу тешко. Пензиите се слаби. 10-12 илјади то не е пензија. Инаку, најавите за можно поскапување на цените на лебот, доколку не помогне државата, пристигна од Агробизнис комората на Македонија, од каде велат дека од крајот на јули, по излегувањето на Русија од договорот за извоз на украинско жито, цените на берзите се зголемиле за 10 до 15%, а тука влегувало и покачувањето на цените на млечните и месните производи, кои исто така партиципирале во пекарската индустрија.